Младиот Петар Ангелевски од Демикиса, да ја слушниме неговата селска гајда. Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер и добар ви еден сат во придужба на нашата македонска радиопрограма. Сите ве посакувам и поздравувам. Исто така ви посакувам добро здравје, голема среќа, убава заедничка вечер заедно со вашите најблиски. Следуваат најновите соопштенија од Нјукастел и околината, понови вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Браво, Петар Ангелевски со неговата македонска селска гајда. Се слушаме другите програми. А сега да ги проследиме најновите соопштенија од Нјукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Понеделник, 19 август, е празникот Преображдание. Службата од 9 сатот са бајлето. После службата се отпеваат сите зеленчуци, а посебно се отпеваат грозјето. По повод името на нашата црква овде во Нјукастел, Пресвета Богородица, Генералниот комитет при Македонската заедница во нашиот град организираат игранка и тоа во сабота на 31 август во нашиот Македонски културен центар со почеток во 6:30 сатот вечерта. Во чест на именденот на нашата црква ова вечер влезот ќе биде бесплатен за сите. На вечерта ќе има богато мезе, куњата со топли оброци, а барот со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Многу важно што за ова богата прослава нашата игрорна група Стив Наумов ќе се представи со најновите сплетови на хореографот Добре Колевски. На вечерта ќе ве забавува најдобрата музичка група од Сиднеј, Арија Бенд. Исто така да најавиме дека после службата на 28
август се оди во црковната сала за ручек припремен од домаќините за ова година. Сите сте добро дојдени. Исто ќе има и мезе пред ручекот. Ве замолуваме, ако можете да се јавите кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 за резервација на маса со вашите пријатели за ова вечер, за игранката на 31. август, саботата. Почитувани слушатели, како што знаете, во нашиот Македонски културен центар во Нјукастел имаме разноврсни јадења од наши кувари секој петок од 6:30 сатот на вечер. За резервација јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или видете за истото на Facebook. Може да се јавите исто кај Саше Стојчевски на 0408 490148. Исто кај Ристо Веловски на 0414 296910. Значи, секој петок во 6:30 сатот во нашиот културен македонски центар. Како што знаете, сите нашиот македонски културен центар овде во Нјукастел ви стои на располагање за сите ваши потреби, како свадби, свршувачки крштевки и родендени и сите други работи. За тоа може да се јавите кај Саше Стојчевски на 0408 490148, исто кај Ристо Веловски на 0414 296910. Исто така да најавиме дека може да ги носите вашите деца од 5 години постари за тренирање во нашата игрорна група Стив Наумов под раководство на кореографот Добре Колевски, секој петок од 6 до 8 сатот на вечер. Исто така соопштение за родителите на деца од 5 години постари, може да ги донесите вашите дечина во нашиот Македонски културен центар за изучување на македонскиот јазик, култура и традиција. И тоа секој петок од 4:30 сатот после пладне. Имаме наставници, имаме доста дечина. Наставниците се за сите возрастни кои сака да научат да читат, да пишуваат македонски. Значи сите сте добро дојдени без разлика на годините. Исто така може да ги регистрирате вашите деца од 5 години постари за наредната година, за да можеме да си одобриме паричен фонд од државата. Генералниот комитет, заедно со сите наши македонски организации од Нјукастел, со голема гордост ве известува по повод долгогодишното решавање на статусот на нашиот свештеник Пецо Петровски и враќање на нашата православна црква Света Богородица овде во Бротмедо, во редовите на Македонската православна црква од Австралија, Сиднејска епархија. По тој повод се организира дочек на дедо Владика Тимотеј во месец септември во заедничка служба со нашиот свештеник Пецо Петровски. За повеќе информации околу денот и сатот ќе најавиме во наредната програма. Исто и на Facebook ќе има. Според сето ова се покануваат сите верници да бидете присутни масовно за ова голема духовна служба, што не се случило во последните 25 години во нашиот град Нјукастел. А сега продолжуваме со најновите вести од Македонија. Обвинителството реагира на изјавата на Пендаровски. Опозицијата бара оставка и нови избори. Не е време за напади и нема да дозволиме дискредитирање на обвинителите како и мешање во кривични постапки од страна на политичарите. Јавното обвинителство реагира на ставовите на председателот Стево Пендаровски за тоа дека наместо брза и темелна истрага за рекет, обвинителите заминале на колективен одмор. Изјавата на председателот на Република Северна Македонија дека дава целосна поддршка на обвинителството е дека ќе ги употреби сите уставни и законски овластувања за да го поништи од притисоците, ќе биде реална доколку повикаше претениците да изгласат законот за јавно обвинителство и доколку дадеше поддршка за зајакнување на капацитетите на обвинителството за поефикасна борба против криминалот и владењето на правото, се вели во реакцијата на обвинителството. Оттаму уверува дека за рекет се постапувало неселективно. И на време. На ова реакција за обвинителството се јави и Пендаровски. Тој на Facebook порача дека ниту еден основ нема направено дискредитација на јавното обвинителство, ниту пак кај него постојала намера за напад на институцијата или мешање во истрагата.
Тој вели, потенцирам дека во своето обраќање изрази целосна поддршка за надлежните институции, а посебно на обвинителството и судот, и истакнав дека ќе сторам се за да ги заштитам од евентуални притисоци при спроведување на истрагата и целосно расветлување на случајот Рекет. Уште еднаш укажувам дека е потребно ефективно, брзо и темелно завршување на истрагата за случајот Рекет. Тувајќи го начелството на преумпција на невиност, напиша Пендеровски. Опозицијската ВМРО ДПМН смета дека Пендеровски дал алиби во случајот Рекет со тоа што, како што велат, ја пуштил Јанева низ вода, и понатаму тврда дека во скандалот мешан е и премиерот Зоран Заев. Не случајно во овај месец дена и Заев менуваше телефони и протоколи, вадејќи се на скандалот со украинските комендијанти, а Катица губеше и форматираше телефонски компјутери. Еден месец јавното обвинителство молчи и наместо да ги гони нарачителите во случајот, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски оди еден чекор понапред и на Фајсбук вели дека само месеци ја делат Македонија од вистинската обнова и понатаму инсистира на одговорноста за сите инволвирани. Во текот на вчерашниот ден до мене стигна информација дека готова била Катица и дека прашање на денови е кога ќе завршела во притвор. Ајде, мајката е крикот на Зоран Заев, па ќе излезе Стево Пендаровски и ќе го повтори истото што претходно оној го на кој му е ист 102,5% го напиша дека одговорност мора да имало. Сето ова делува прозаично, без нималку навигација за полесно делоцирање на одговорноста, напиша лидерот на ВМРО ДПМН. Од владеачката СДСМ не реагираат вмешаност на Заев во случајот. Велат дека ако Мицковски, Игор Јанушев и ВМРО ДПМН навистина се за правда, тогаш нека повикаат на одговорноста и расчистување на сите отворени предмети и истраги, подсетувајќи на досегашните предмети на СЈО. За алијансата на албанците Рекет е доказ за вмешаност на политиката во судството. За нив Македонија е во политичка криза и потребно е вклученост на меѓународниот фактор, а партијата на села и понатаму инсистираат на специјален обвинител од држава членка на Европската Унија, а барат и предвремени избори. А сега продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Јас сум македонец. На нашето мило сакано синче и братче Ноах Лозановски му очеститаме 11-тиот роден ден, исто му посакуваме добро здравје, голема среќа и уште поголем успех во спортот и школото. Тоа се убави желби испратени од се срце од таткото Дени, мајката Џули, сестричката Миранда и малото братче Кона, сите Лозановски. Да ја слушниме песната. Живеам за тебе, гинам за неја, за нашата Македонија. Живеам за тебе, гинам за неја, за нашата Македонија.
Makedonija. I ti si, sine Makedonče, po tebe teče krv makedonska. Živim za tebe, ginam za neja, za naša ta Makedonija. Živim za tebe, ginam za neja, za naša ta Makedonija. Ja su Makedonec, igram oro makedonsko. Den je, noć je, sine, jasni slav, da se vratam voroden kraj. I ti si, sine Makedonče, po tebe teče krv makedonska. Živim za tebe, ginam za neja, za naša ta Makedonija. Živim za tebe, ginam za neja, za naša ta Со песната Јас сум чисто македонче. На Милотов внуче Ноах Лозановски му честитаме 11-тиот роден ден, исто му посакуваме големо безгрижно детство со сите негови сакани и мили. Тоа се честитки од се срце посакани од дедото Димче и бабата Славица Лозановски. On mi tom skadao
Со песната Јас сум македонец на Милотов внуче Ноах Лозановски му очеститаме 11-тиот роден ден. Исто така му посакуваме убаво среќно детство со сите негови најблиски и најмили. Овие субави честитки посакани од тета Доена, тетин Пол и милите братучеди Оливија, Ајви и Лили Броган. Hej, hej, srećen rođendan! Čestam jaz, diskoteki, klubovi, se neka se otvori, ke slavi me do 3. Danas mi je roden den, ajde društvo so mene, ke čestam jaz, diskoteki, klubovi, se neka se otvori, ke slavi me do 3. Ale le, danas mi je roden den, se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si te sme. Ale danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si te sme. Čestam jaz, happy birthday zapej mi, aj so mene nazdravi, ke pije me do 3. Ajde ovoj roden den, da mi bide poseben, ke čestam jaz, happy birthday zapej mi, aj so mene nazdravi, ke pije me do 3. Ale danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si te sme. Ale danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si te sme. Hej, hej, srećen rođendan! Zemlja si te sme. Ale danas mi je roden den, nek se pije, nek se vrti se, nebo zemlja si te sme. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Моја Македонија. На превнучето Ноах Лозановски му честитаме 11-тиот роден ден, воедно му посакуваме многу здравје, голема среќа и весело детство со неговите мили и блиски. Тоа се убави желби посакани од предедото Крсте, пребабата Стребра и дедо Драги Шавкуловски.
Saka muzika ima srce, ima duša, saka pesni da sluša. Tapan se tropa, da se zaigra, raka za raka, igra Makedonija. Tapan se tropa, da se zaigra, raka za raka, moja Makedonija. Ej, od Prilepa pa do Strumica i od Radović se do Ohrida. Ovde pesnata nije ikona, južno sunce duša gre i od srce se peje. Tapan se tropa, da se zaigra, raka za raka, igra Makedonija. Tapan se tropa, da se zaigra, raka za raka, moja Makedonija. Tapan se tropa, da se zaigra, raka za raka, igra Makedonija. Tapan se tropa, da se zaigra, raka za raka, moja Makedonija. Тоа беше Јордан Митев, кој наскоро доаѓа овде во нашиот град Њукастел на 4 октомври во нашата македонска сала овде во Њукастел, заедно со Благица Павловска. Повеќе околу тоа ќе слушнеме малце покасно.
oceme. Osamenke si, jedan den srećen, drugi od nesrećen. Srce moje, teraj po svoje, sve što si je naše, ke si dojde. Srce moje, teraj po svoje, Gospod ke ni prosti i da zgrešime. Srce moje, teraj po svoje, sve što si je naše, ke si dojde. Srce moje, teraj po svoje, mladosta se pamti i pogreški te. Bulevari, ulici, se gubiš, misliš, ni koji si, ni dobar den bez plaćanje, no nazad nema vraćanje. A grad okolen, nešto ke dade, nešto ke odzeme. Osamenke si, jedan den srećen, drugi od nesrećen. Srce moje, teraj po svoje, sve što si je naše, ke si dojde. Srce moje, teraj po svoje, Gospod ke ni prosti i da zgrešime. Srce moje, teraj po svoje, sve što si je naše, ke si dojde. Srce moje, teraj po svoje, mladosta se pamti i pogreški te. Srce moje, teraj po svoje, sve što si je naše, ke si dojde. Srce moje, teraj po svoje, Gospod ke ni prosti i da zgrešime. Srce moje, teraj po svoje, sve što si je naše, ke si dojde. Srce moje, teraj po svoje, mladosta se pamti i pogreški te. Da zapejam, a da ne zaplačam, ne možam, ne možam. Drugari, dajte jedna večerva, da prebolam, da zapejam. Živote moj, život moj si ti. Zasvirat na naša ljubavna reposeta. Živote moj si ti.
se che stora, kaži mi večna ljubav da mi budeš ti. Slušni me, pesna ti podaruvam, trubači, svirete ja. Drugari, moj verni svirači, za neja, za život moj, živote moj, život moj si ti. Zasvirat na naša ljubav do neposeda. Živote moj, život moj si ti. Seke stora, kaži mi večna ljubav da mi budeš ti. А сега, почитувани слушатели, да слушнеме нешто повеќе околу концертот овде што ќе се случи во нашиот град Њукастел со Јордан Митев и Благица Павловска на 4 октомври во нашиот македонски културен центар во Њукастел. Да слушнеме нешто повеќе околу тоа. Дами и господа, македонци и македонки, Македонското младинско друштво Никола Карев од Мелбурн со голема чест и задоволство ви најавува две живи легенди на македонската народна музика. Јордан Митев. И жената со неповторливи хитови, Благица Павловска. Придружен оркестар Амадеус Бенд од Мелбурн, Њукастел, 4 октомври, 7:30 часот на вечер. Карти по цена од $40. Контакт Саш Стојчевски 0408 490 148, Ристовеловски 0414 296 910, Џони Линовски 0437 545 456, Мајкл Грујовски 0418 991 911, Пеце Вртковски 0411 673 073, Саре Симеонов 0499 014 254. За повеќе информации Аце Петровски 0417 128 641. Не пропуштајте ги овие спектакуларни македонски концерти со Јордан Митев и Благица Павловска, 4 октомври од 7:30 часот на вечер. Њукастел, ве чекаме. А сега да ги проследиме и соопштенијата од Њукастел и околината уште еднаш. Соопштение од свещеникот Пецо Петровски. Понеделник, 19 август, е празникот Преображание. Службата од 9 сатот са бајлето. После службата се отпеват сите зеленчуци, а посебно се отпева грозјето. По повод името на нашата црква овде во Њукастел, Пресвета Богородица, Генералниот комитет при Македонската заедница во нашиот град Њукастел организираат игранка и тоа во сабота на 31 август
во нашиот Македонски културен центар со почеток во 6:30 часот вечерта. Во чест на имендарот на нашата црква ова вечер влезот е бесплатен за сите. На вечерта ќе има богато мезе, куњата со топли оброци, а барот со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Многу важно за ова богата прослава, нашата игрорна група Стив Наумов ќе се представи со најновите сплетови на кореографот Добре Колевски. На вечерта ќе ве забавува најдобрата музичка група од Сиднеј, Арија Бенд. Исто така да најавиме дека после службата во средата на 28 август се оди во црковната сала за ручек, припреман од домаќините за ова година. Сите сте добро дојдени. Исто ќе има и мезе пред ручекот. За игранката во саботата на 31 ве замалуваме ако може да се јавите кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073 да си резервисате маса со вашите пријатели за ова убава вечер. Како што знаете, во нашиот Македонски културен центар овде во Њукастел имаме разноврсни јадења од наши кувари секој петок од 6:30 сатот на вечер. За резервација јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456. Исто така во нашиот Македонски културен центар овде во Њукастел ви стои на располагање за сите ваши потреби, како свадби, свашувачки кршевки, родендени и други веселби. Затоа јавете се кај Саша Стојчевски на 0408 4901 48, кај Ристо Веловски на 0414 296910. Почитувани слушатели, да најавиме дека може да ги носите вашите деца од 5 години постари за тренирање во нашата игрорна група Стив Наумов под раководство на кореографот Добре Колевски секој петок од 6 до 8 сатот на вечер. Исто така, за родителите соопштение за деца од 5 години постари може да ги донесите вашите дечина во нашиот Македонски културен центар за изучување на македонскиот јазик, култура и традиција, и тоа секој петок во 4:30 сатот после пладне. Имаме доста деца регистрирано, имаме наставници за секоја возраст, кој сака да научи да пишува, чита македонски. Значи, сите сте добро дојдени, без разлика на годините и возраста. Исто така може да ги регистрирате вашите дечина за наредната година од 5 години постари, за да можеме да си добиеме паричен фонд од државата. Генералниот комитет, заедно со сите наши македонски организации овде во Њукастел, со голема гордост ве известува по повод долгогодишното решавање на статусот на нашиот свештеник Пецо Петровски и враќање на нашата православна црква Света Богородица овде во Бротмедо, во редовите на Македонската православна црква од Австралија, Сиднејска епархија. По тој повод се организира дочек на дедото владика Тимотеј во месец септември овде во Њукастел во заедничка служба со нашиот свештеник Пецо Петровски. За повеќе информации околу денот ќе најавиме во наредните програми. Исто така ќе ставиме и на Facebook. Според сето ова, ве покануваме сите верници да бидете присутни во масовен број за ова голема духовна служба, што не се случило во последните 25 години во нашиот град Њукастел. Да продолжиме нешто од најновите вести од Македонија. Лиле Стеванова од СЈО не открива на кои прашања одговарала во обвинителството за организиран криминал и корупција. Вели, во интерес на истрагата не може да открива детали од распитот. Цели 5 часа Стеванова одговарала на прашања од обвинителката Ивана Трајчева, но не сакаше да одговара на прашања од медиумите. Според писмената изјава на Стефанова, објавена минатата недела, таа откри дека без нејзино одобрение обвинителката Катица Јанева донесувала одлуки за случајот Империја. Напиша дека таа била на одмор. Јанева го издала времениот пашош за осумничениот од Империја Орце Камчев. Според Стефанова, шефицата на СЈО барала и затворање на предметот и ослободување на осумничените. Конкретно ни беше наложено најкасно до 6 мај 2019 година до неа да доставиме писмени извештаи за штетата во двата предмети кои осумничените треба да ја платат на државата, пошто предметите да бидат тука затворени
и осумничените да не одат во затвор, напиша во писмената изјава обвинителката Стефанова. Инаку, распитот на Стефанова следи откако во јавноста беа објавени снимени разговори за случајот Рекет, каде се слуша дека таа е под контрола од првиот човек на СЈО. Од обвинителството на организиран криминал и корупција велат дека на распит ќе биде повикана и Катица Јанева, ама не откриваат дали ја испратиле поканата, ниту за кој ден е предвиден незиниот исказ. Лилја Стефанова е втора обвинителка од СЈО, која дава изјаз и доказ за случајот Рекет. Вчера на распит била повикана Елизабета Јосифовска, која според писмената изјава на Стефанова, таа по барање на Јанева го одобрила издавањето на времената патна исправа за еден од осумничените во империја. ВМРО ДПМН велат СДСМ и Зоран Заев се катастрофа за земјоделството. СДСМ со праќање на вакви празни соопштенија само продолжува да ја подценува маката и трудот на земјоделците. СДСМ и Зоран Заев се вистинска катастрофа во земјоделието. Скоро 3 години им требаше на СДСМ да ја исплатат субвенцијата од 3 динари на килограм предадени јаболка. Колку години ќе им треба на СДСМ и Зоран Заев да ја разберат дека треба да ги решават проблемите на земјоделците, а не да се фрлат во ваква популистичка работа. За тоа колку е катастрофа во земјоделието говори и фактот дека земјоделците се соочуваат со ниски откупени цени, влошен пласман, намалени субвенции и тотална негрижа. Власта на СДСМ е научена само да ги подценува и омаложовува граѓаните. СДСМ најдобро што може да сработи е да спроведат некој криминален тендер со милионски суми на провизии, рекетирање на бизнисмени, закани и уцени. Затоа потребна е ова криминална банда веднаш да си замине. За подобро на граѓаните и државата потребно е итно распушување на парламентот и распишување на предвремени парламентарни избори. Центар за комуникации на ВМРО ДПМН. Со денешната пресконференција се докажа дека сомневања дека Зоран Заев и СДСМ не сакат избори, се плашат од нив и бегаат, посебно поради денес објавената анкета на Американскиот интернационален републикански институт. Зоран Заев знае дека следните избори ќе ги загуби и затоа бега од нив. Ова се наведува во реакцијата на ВМРО ДПМН на пресконференцијата на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Да проследиме нешто и од за здравието, како да го очистите организмот од никотин. Оние кои неодамна престанале да пушат, но и сите пушачи би требало што побрзо да го воведат во менијето намирниците кои ќе помогнат никотинот таложен со години побрзо да се свали од организмот. Познато е и дека на зависниците од никотинот им недостасува многу витамини и минерали, затоа што пушењето негативно влијае врз способноста на нивната апсорбција од храната. Ова лоша навика најмногу влијае на намалување на количината на витамин С и колку е поголем бројот на испушени цигари во текот на денот, се помалку го има во организмот. Затоа на пушачите им се потребни дневно 2000 милиграми витамин С, кој може да се обезбеди со редовно земење на овошје и зеленчук. Европските стручњаци истражиле дека пушачите кои го зголемиле внесувањето на зеленило и на овошје ја намалуваат можноста за заболување од рак на бели дробови за 23%. Посебно позитивно влијание здравието на никотинските зависници имаат коренестиот и лиснатиот зеленчук, зелката, лукот, кромидот и печурките. Почитувани слушатели, на самиот крај на програмата сакам да ви пожелам добро здравје, успех до идната сабота во истото време од мене Пеце Вртковски. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 102.